Значи, катедрата, тоест Институтот за историја на уметноста и археологија при Филозофскиот факултет во Скопје се соочува во моментов со сериозен недостиг на кадар, особено на млад кадар, бидејќи сите професори се, да речам, веќе возрастни и од ова лето ќе замени уште еден професор во пензија, професорот Никос Челсидис, и ќе останат само тројца археолози на тој институт. И можете едноставно да замислите дека со секоја година како што се доаѓаат нови генерации, нови студенти, дека тој квалитет поради недостигот на доволно стручен кадар ќе опаѓа и тоа само по себе ќе донесе и до намалување на бројот на студенти и постепено згаснување на овој институт. Од друга страна, значи знаеме ние дека Македонија исто има многу големо, богато културно наследство, богата историја, значи со милениуми, со векови, но сепак ако нема кој да го истражува, кој да го чува, кој да го проучува, тогаш сето тоа може целосно да исчезне. И овој институт, ова катедра е всушност фокалната точка, главниот фокус кој тоа го прави. Оттаму доаѓаат сите стручни лица кои подоцна се вработуваат во музеи, заводи, различни конзерваторски центри со цел да се зачува нашето културно наследство. Доколку нема таков институт, значи ние ќе сме оставени на нашето културно наследство ќе е на милост и немилост. Кога сите целата таа постара генерација ќе замине во пензија и во музеи и во заводи, тогаш кој ќе ги замине ако нема студенти? Затоа е неопходно таа катедра да вработи нов, млад, стручен кадар, а такви ги имам, значи, еден куп во држава, врвни експерти кои, значи, некој дел од нив се тука во Македонија, некои одлучиле да заминат од Македонија и да вработат во светски археолошки центри, но верувам дека сите би били отворени да се вратат и да помогнат тој институт повторно да се издигне на едно високо ниво и на некој начин не ние да чекаме од странство некој да ни наметнуваат што треба или како треба, туку ние да ја продуцираме археолошкава наука за нашите потреби, првенствено и подоцна да извезуваме на таму во светов. Бидејќи Македонија има толку богато наследство, што вреди сами себе си да си ја поставуваме, значи, таа наша идеја и визија за како ќе го развиваме тоа културно наследство, а не да чекаме експерти од странство да ни кажуваат. Сега, значи, тој институт во моментов, како што кажав, има се сочува со недостиг на кадар, исто така сметам дека е потребно и модернизирање на некои од студиските програми, воведување на нови помодерни предмети и различни насоки на студирање, но сепак тоа не може доколку не дојде до нови вработувања на тој кадар и доколку, значи, може целосно да згасне. А за тоа да се направи, значи, не знам дали ја знаете постапката која е за вработување на универзитетите. Иако ние, нели, во Македонија имаме декларативна автономија на универзитети, во однос на вработувањето, таа автономија и не е баш, да речам, најсејна, бидејќи има долга процедура, значи институтот треба да испрати барање до деканатот на факултетот, подоцна од факултетот до ректоратот, и тука е окей. Значи, таа комуникација оди брзо, бидејќи и деканат и ректорат имаат разбирање за различните институти и факултети и сето тоа. Проблемот е кога подоцна тие, значи, мора да побараат дозвола од Министерство за образование, а Министерството за образование бара дозвола за финансиите од Министерство за финансии. И на тој начин, значи, се создаваат препреки во кои поради ситуацијата во која се наоѓаме е речиси невозможно да нема различни политички или други притисоци. А целата идеја на автономијата на факултетите е всушност да се избегне надворешен политички притисок, за да можат тие професори и академска заедница и студентите всушност да ги движат работите напред во држава, па некој пат и кога треба да бидат критични, да бидат слободни во својата критика, не да се стравуваат заради, не знам, на некој начин одмазда од страна на политички или корпоративни чинители. За таа цел, мислам дека е неопходно да се развијат некој систем во Македонија во кој сепак универзитетите ќе имаат некоја малку поголема автономија да располагаат со тие своји средства во однос како ќе ги планираат вработувањата. Веќе не сум студент, јас сум доктор на науки од пред неколку години. Да, меѓутоа, уште јас кога бев студент, мислам уште тога се појави проблемот, бидејќи за предметот современа уметност на програмата за историја на уметност, си замина професорот во пензија и веќе долги години студентите одат на другиот факултет, на факултетот за ликовни уметности, за таму да слушаат. Значи, тоа место не се пополни и можете да замислите дека тоа е празнина на некој начин во знаењето, во нормалниот тек на студиските денови, бидејќи тој професор и всушност помладиот кадар е проблем што го нема. Немат асистенти, нема демонстратори, бидејќи тие се оние кои треба да држат вежби со студентите, практична настава. Ние сме сведени едноставно на
одење на предавања, слушање на предавањата и многу мала практична настава. За среќа, ние во археологијата, барем преку лето, има на различни локалитети теренски скопувања, ама тоа е пак на самостојна база. Ти треба да одиш на локалитето, да се договориш со некој од професорите во ред, имат постои тоа заемно разбирање, носат студенти на терени, да, но сепак во текот на наставата мора да има различни вежби, бидејќи археологијата не е само одење на терен. Археологијата има и многу кабинетска работа, многу подоцна интерпретативна работа, значи исто така кабинетско припрема за тие теренски истражувања, така да имат некои работи во однос на тие од една страна и технички кабинетски работи, но и интерпретативната научниот начин на работење, кој мислам дека во практичниот дел ни фалат нас во Македонија и со вработување на нов млад кадар кој на некој начин ги искусил тие нови правци во археологијата, кои се многу повеќе насочени и кон одредени, значи, теориски принципи во археологија, современи интердисциплинарни пристапи и комбинација со различни други науки, тука значи вклучуваат и антропологија, и социологија, и психологија, економија, бидејќи археологијата е на некој начин го ја проучува културата на човештвото во минатото. Тоа што имаме денес, да речам, како одредени сфери општествени, ги имало и тогаш. И секоја од таа сфера си представува мини наука сама за себе. Сега проблемот е што ние во Македонија сме биле научени на некоја така наречена културна историска археологија, во кој само одиме по историските периоди и учиме материјалната култура на тоа време. Современите пристапи во археологија се многу потемелни, многу потематски во однос. Пример, ние немаме археологија на економијата, како всушност археологија на социологијата, археологија на религијата и на такви други аспекти кои мислам дека во една современа археолошка програма треба да бидат вклучени. Значи, ние со цел да можеме се соочуваме со, мислам, сулудо е во 21 век да се соочуваме со вакви идентитетски притисоци од различни страни. Меѓутоа, тоа не се прави со она како сме ние научени, ќе пишеме, нели, сме многу гласни, ќе вееме знамиња, ќе пееме песни и сето тоа. Меѓутоа, мора да се сработи таа работа. Мора да се продуцираат научни дела, мора да се создаваат проекти, мора да се создаваат музеи, мора да се создаваат настани, предавања, значи мултимедијални содржини во кои ќе се зацврстит првин кај нас на домашно ниво националниот дух. Бидејќи, разбирате, овие влијанија од страна се насочени на некој начин да го подриваат самодовербата во нас самите. Ако ние немаме начин како да го градиме тоа и да се спротивставиме, тогаш ние сме на удар на тие различни страни. Затоа нашиот институт, заедно со уште неколку други, вклучително тука Институтот за историја, Институтот за класични студии, Институтот за антропологија и етнологија, са тие всушност каде што ја продуцира таа прва борбена линија на научници кои мора да ги да истражуваат, да проучуваат, да ги публикуваат и да ги популаризираат тие содржини за подоцна, значи врз основа на тоа ние да ја градиме нашата современа култура. Значи проблемот е што ние имаме некоја перцепција дека тоа што се случило во минатото е како демек целосно познато или не знам како, не, тоа е постојано треба да се реинтерпретира во современи контексти, нови докази, нови напади за нови одговори. Значи, мора, тоа е цело време жива материја. Не може нешто што било донесено или утврдено пред 30-40 години во науката е уште отворено на прашање на дискусија. И сега тука имам јас еден многу голем проблем со како ние сакаме да го движиме образовниот процес во кој цело време имам некоја перцепција дека сакаме да увезуваме, да станеме нешто што не сме и да наградуваме дела што можеби нема да се однесуваат на нас. Ке го спомнам, мислам, случајов со објавувањево на некој начин, тоа е тргување со референции со објавени трудови во странски списанија. Зашто проблемов е имаме теми ние што се македонски, внатрешни, што треба да ги средиме на домашен терен за подоцна да настапиме надвор, бидејќи во тие некои од тие странски списанија нема да бидат многу заинтересирани, не знам, за разловечково стание. Еве сега имавме некој голем јубилеј за тоа.
тие теми кои се важни за нас, меѓутоа не се важни за светот, се можеби поважно да се истражуваат и да се пишуваат трудови за нив. Ние треба да ја водиме таа борба. За нашето културно наследство ние треба да го имаме главниот збор. И на некој начин ние треба да работиме на зацврстување на нашата наука, нашите списанија, нашите универзитети. Ние мора да имаме собствен македонски белег на нашето високо образование, особено во овие, значи, различни што са вакви насоки или науки кои се директно поврзани со македонското. Значи, во ред, јас разбирам дека и во природни науки, во технички науки, тоа е тоа. Целиот свет е на некој начин на тоа единствено рамниште. Меѓутоа, кога зборуваме за културолошките науки, за хуманистичките науки, тие зависат од општествениот контекст каде што живееме. И ние не можеме да избегаме од тој контекст и да го преправаме дека насекаде е исто. Некои работи, некои проблеми, некои прашања се специфични за нас самите тука и ние мораме да најме начин да ги решаваме ние преку наша наука. Ние го имаме капацитетот за тој. Доказ за тоа се бројни експерти кои од Македонија цело време гледаме дека произлегуваат и се вработуваат во светски институти, а не го прават тоа кај нас. Зошто да не го прават тоа кај нас, кога има и желба кај нив, има и знаење, има и визија за како треба да се прави на тоа, но ние заради одредени, не знам, политички или корпоративни причини, значи дозволуваме да си отидат од тука и знаете, тоа е. Значи, она вулгарното ги полним институциите со нестручен кадар, а стручните остануваат надвор од институциите. Значи, проблемот е што тие професори си се специјалисти во својата област. Меѓутоа, не можете вие да очекувате дека некој што е специјалист за среден век може со исто такво знаење да го пренеси старо камено време што е 100.000 години назад. Значи, тоа е невозможно. И треба, значи, а имаме специјалисти за сите конкретни периоди. Имаме специјалисти за палеолит, и за неолит, и за железно време, и за антика, и за среден век, и за турско средновековие, и за сите тие различни теми. Меѓутоа, треба, значи, експертите во соодветните области да ги предаваат тие области. И затоа мора тие што се веќе испразнети места, а ги има, мора да се пополнат. Сега, заради системов каков што е наш, нема автоматско ако се ослободи, ако професорот замени во пензија и морат да се пополнат. Туку тоа е процедура наново како да отварате сосем ново работно место. И уште поназад ако одиме, имало и асистенти и демонстрации, тоа биле десетици и десетици луѓе. Значи, земете го примерот, не знам, во соседството. Значи, тие на секој институт за еден предмет, значи, ќе има и професор, ама ќе има и асистенти, ќе има двајца демонстратори. Во склоп на тие институти не е само наставниот кадар, треба да има и научен кадар, бидејќи високото образование не е воспитно образовна установа, тоа е образовно-научна установа. Значи, таа мора да продуцирате наука. И во големите европски држави, докторантите кои се всушност се третираат како истражувачи вработени на институтот и тие продуцираат наука. Ние го немаме моментот во рамки на институтите да имаме засебни центри, не знам. На Белградскиот универзитет има центар за теориска археологија и си има одреден број на професори и истражувачи кои работат на таа тема. Значи, ние не гледаме да го развиваме и да го зголемуваме институтот со нови истражувачки капацитети, нови програми, нови проекти и такви работи, туку на некој начин гледаме колку што може тајде различни предмети на еден човек и подоцна што добиваме ништо. Добиваме и студенти кои не се специјализирани во ништо. Имаат општи знаења од се, а не се специјализирани во ништо. А не можете вие да се надпреварувате и да терате наука ако немате специјалисти во одредена област. Значи, археолог не може да бидете експерт за 100.000 години на човечка култура. И некој што проучува од една страна, не знам, антички накит, не е истовремено експерт за античка керамика. Дури тој има и понатамошни специјализации, не знам, куинска керамика, луксузна керамика, значи тоа е секој од тие аспекти си е наука сама за себе. Нам си се потребни специјалисти во тие области. Сегашна ваква неактивност во последниве години, без вработувања, без како да е неважно. Мислам, перцепира, не знам дали тука има некаква намера, предпоставувам и се надевам дека нема намера, меѓутоа на некој начин од небрежност, од по инерција. Во Македонија имам чувство дека институциите обстојуваат по инерција. На некој начин. Била изградена институцијата, се воспоставил некој систем, функционирал добро, продуцирал кадар, но со текот на времето, значи,
постојано се намалуваат капацитетите, се намалува кадарот, се намалуваат студентите, се намалува продукцијата на научни дела и после со заминувањето во пензија тие празни места не се пополнуваат, постојано се намалува капацитетот и тоа е некој она магичен круг во кој, значи, колку помалце луѓе, толку помалце наука, помалце нови експерти и се наоѓаме во таква некоја спирала на пропаѓање, да речам, постепено. За сега мене не ми е познато такво решение. Значи, јас сум бил демонстратор на тој институт по еден предмет, меѓутоа, како демонстратор го работев тоа на волонтерска основа и воопшто не бев платен, значи, 0 денари, никаков надомест за тоа, нити патни трошоци, а јас сум одресен. Рачунете најдалеку од Скопје сум заедно со Дојран. И сега, значи, тоа све сам го покривав и после на докторски студии викам на други места во светот, докторантите добиваат плата бидејќи се рачунат како вработени на тој, некаде добиваат и асистенти за да им помагаат во работењето, имаат и патни трошоци за живот и се. Не, кај нас ние све приватно си покриваме, а за тоа од друга страна стипендии државни за домашни универзитети се лимитирани. Јас кога студирав немаше, сега гледам од минатата година има 20 стипендии за докторанти на ниво на цела држава, само 20. А од друга страна, доколку отворите колку има конкурси за странски универзитети, во кои некако самоволно ги правиме, тераме одлив на мозоци, значи со големи суми, различни можности, тоа секако са благодарение на тие држави кои имаат програми за привлекување на студенти. Меѓутоа, ние немаме никаква... Јас не гледам кај нас подготвеност и програма да привлекуваме студенти, да привлекуваме светски научници кај нас. Туку ние работиме како да нашите студенти да ги однесеме некаде надвор. А и не би исклучил тука дека имате одредени злоупотреби во кои, не знам, поради одредени можности врски, одредени, значи, имаат можност без да заминат во странство да им е платено од наши буџетски пари. Ме разбирате? Ние, значи, како свесно да си го уништуваме сопственото високо образование на сметка на туѓото високо образование на некој начин. Значи, ние никој пат не сме дали некој голем придонес, пример, зошто ние не ги привлечиме најдобрите, не знам, светски археолози да пишуваат во нашите списанија. Да им даваме поволности, да ги носиме тука, да им даваме и да предаваат, па зошто и не надомест. Ние не вложуваме во наука. Многу мал е тој буџетска ставка за кој се вложува во наука, многу помало од европските стандарди. Значи колку е 0,6 некаде, а европските се 2, нешто, колку што знам од државата. Меѓутоа, не може да очекуваме дека ние ќе напредуваме ако не инвестираме во нашето образование. Мораме ние да инвестираме во нашето образование за ние да продуцираме вредност и квалитет. Благодарам, Зора, на интересот, најпрви, значи што се одваживте и што се заинтересиравте за темава и се надевам дека и со подршка на медиумите и со јавноста ќе се актуализира овој проблем и всушност ако пропаѓањето на овој универзитет стварно се должи на немарност или незнаење или нешто, сега веќе ќе го издигнеме во јавност, сите ќе бидат запознаени и да можеме сите да решиме. Ако сакаме да го зачуваме нашето културно наследство и нашиот идентитет, тоа се почнува со домашна задача и домашна работа. И тоа мора да го завршиме.